македонки, браќа и сестри од целиот свет, јас моето денешно обраќање ќе го насочам точно кон она на кое што беше и објавата се однесуваше за денешната народна дебата, а тоа е дека на вистина само од нас, македонскиот народ, од македонските родолюби, поединци, синови и ќерки на Македонија, зависи како понатаму ќе се одвиваат работите и што ќе се случува во Република Македонија, односно што ќе се случува со македонскиот народ и државата Република Македонија, односно нашата татковина. Немам дилеми дека тоа навистина и така ќе биде и ќе биде една голема сатисфакција на македонскиот народ, кога ќе го дочека за кратко набр годинот на својата слобода, особено од ова окупаторска диктатура. Меѓутоа, со сето она што го преживеа и го презема тој, значи самиот македонски народ, за да се заштити, за да си ги заштити и одбрани своите права и суверенитетот, ќе му биде како една основа и водилка да го продолжи тој свој суверен пат и начин на самоусвоен развој, каде што тој самиот слободно ќе одлучува за својата иднина, се разбира во тој дух и подигајќи ги идните генерации, што сега не е случај и на многу нивоа во нашето општество и држава, всушност се обидуваат да спроведат некои сомнителни таму политики или да имплементираат некои вредности што немаат врска со македонскиот народ. Значи, уште еднаш, јас го споделувам со сите вас тоа моје убедување, таа моја верба и увереност дека ни следува еден таков период, и тоа сметам дека на уште повисоко ниво и со поголема посветеност во следниве месеци што ќе следат, македонскиот народ ќе го покаже и докаже за конечно да стави крај и точка на се ова што е навистина непринципиелна политика и ништовни одлуки и договори. Всушност, тоа беше и пораката од протестното писмо што го упативме и денеска да кажам, да ви известам дека го врачивме до амбасада на Република Македонија, го примија, истовремено го доставивме истото протестно писмо и преку Министерството за надворешни работи на Република Македонија, значи така е наведено, ние такво министерство ние имаме и не признаваме друго, значи преку нив исто дојде по дипломатски пат до амбасадата исто и конкретно до амбасадорот што е нивен представник во Република Македонија. Ова протестно писмо е на некој начин модел, урнек, како може секој поединец или македонскиот народ, како што и тука е наведено долу сме, од македонскиот народ, да интервенира за секоја кршење на неговите задолжителни или загарантирани права и до сите инстанции кои што го прават тоа. Значи, тоа е нешто што македонскиот народ во овој случај и секој народ има право да известува, да бара, да информира, да апелира, тој да става, да става забрани, осуда
или како што во овој случај со писмото беше дека ќе го прогласиме персона нон грата амбасадорот, доколку јавно не се извини за ова што е официјалната политика што ни се случува, што го слушаме, тие условувања на високо ниво што одат нели до Европската унија и сите тие комисии кои што одлучуваат за нашата судбина, а всушност обратно треба да е. Значи, тоа е нешто кое што секој поединец треба да го разбере дека е во негов прилог на секое ниво да реагира, да доставува представки, да се побуни, да пружи отпор или да се повика на своите значи на заштита на своите човекови права и колективни, индивидуални, и тоа е нешто што е многу по-успешно може да го доведе до реализација на неговите заложби права, отколку тоа да го прави преку продадени, значи расипани, корумпирани представници што не се никакви представници. И место сега во овој меѓупериод што велиме, значи кога се сруши една легитимна власт држава и суверенитет, и кога се уште нелегитимниве стаклени им се нозете или на тоа тие не може никако да заживее творбава, со подпитни жили се трудат. Значи во овој период наша обврска, значи не само право, туку и обврска и должноста, ние да го направиме токму ова, на тој начин да делуваме. Значи, секаде во светот и пред највисоките правосудни инстанци, значи, како што се Европскиот суд за човекови права, дали Меѓународен суд за правда и така натаму, и други тела кои што се надлежни да постапат по барања, по индивидуални жалби од сите поединци во светот, значи, тие едноставно се добиваат, така што еве информација идна дека има наши македонци добиено, па не знам 9 или колку беа тужби во Страсбург затоа што им се кршени човековите права и како малцинство што не се признаени. Значи ние одиме по тој пат и на многу по-индивидуално ниво, значи секој поединец кој што е свесен и совесен да го почне тој пат на одбрана и заштита на своите права, тоа е и основа и секој друг, значи да се повика на тој случај за да може да се заштити. Така функционира во правото, значи случаите кои што се добиени се основа и за други случаи да се добијат. И само ќе го споменам тој пример на таа совесна мајка на која што еве јавно изразувам огромна почит, значи поддршка целосна, мајката, односно родителите, чие што дете беше избркано и се брка секој ден од училиштето во Велес само затоа што не е вакцинирано. Значи, мајката се обратила до сите можни инстанции нели во тие денови кога се случувале тие да не речам баш фашизоидни постапки на директор ли, на таму кои се тие инспектори за образование, не е важно. Меѓутоа, па со ладна глава и со срце полно со љубов за своето дете да прави се што е во најдобар интерес на своето чедо, ги превзема сите потребни дејства, сите потребни чекори до сите можни инстанции, служби, државни, општински, до Центар за социјални работи, ја поминува таа голгота и се уште ја мине, затоа што секој ден тие го носат детето внатре во училиште, го предаваат на двете учителки и потоа детето со
помош на полиција повторно го изфрлаат надвор, меѓутоа мајката е решена да не се откаже, да не попушти, да не го вакцинира со сомнителни заразни и не знам какви таму болести што содржат тие сомнителни вакцини и го продолжува, значи ја продолжува својата борба сама, значи како семејство. Тие ја водат својата битка, меѓутоа таа нивна битка е и моја, и на сите нас, и на другите мајки, и на другите родители, и на другите деца, чии што права се кршат, а таа многу убаво има писмо, објавено е тоа на интернет, кое што го доставила, значи, каде што се повикува на Уставот на Република Македонија и законите, значи Законот за образование, за здравствена заштита, мајката си постапува совесно, леге артис, значи не прекршува ништо, си ги брани правата на детето и за кратко јас верувам дека тој притисок што се прави, веќе тој нема сила затоа што на незина страна и правото и се што е предвидено за децата да можат да бидат заштитени и во нивно име, во заштита на нивните права, родителите се тие кои што се одговорни. Значи, на тој начин ние и како поединци, како семејства и како народ можеме да се бориме на секое ниво против нелегитимни, значи недозволени одлуки кои што изнесени законски, кои што се противуставни и можеме на тој начин да дојдеме до точка кога сето тоа ќе падне, ќе се сруши, а народот ќе си остане чист, значи недопрен од нивните злодела и ќе може така да продолжи. То колку чека